Саем за култура и туризам ги спои Штипско-Осоговскиот регион и регионот на Западна Бугарија. Десетина ентузијасти кои преку изработување на традиционални занаети, кулинарски специјалитети или негување на изворната традиција помагаат во зачувување на традициите и поттикнување на предприемништвото. Дел од нив од денес до недела ќе бидат присутни во Штип во склоп на Саемот за култура и туризам. Постојано ќе се подготвуваат специфични локални, значи не само локални од Штип и од Осогово, него исто и од Западна Бугарија, локални рецепти, ќе се дегустираат истите и цело време ќе има некое движење, ќе може да се купува, да се гледа, да се обсервира, да се прашува, да се учи, да се спознава и така натака. Намерата е да се истакнат оние нешта кои не спојуваат, но и оние кои ја покажуваат нашата различност. Многу сме слични во поглед на храната, но имаме различни начини на подготовка. Ние имаме лутеница, вие имате ајвар и можам да кажам дека има разлика во вкусот на двата продукта. За време на овој саем идејата е да покажеме како се подготвуваат тие специјалитети, односно карактеристичниот начин на приготвување во Бугарија и начинот на подготовка во Македонија. Дел од излагачите беше и семејството Ефремови, кои се занимава со изработка на филц. Видите, асортимано, како и сами што можете да видите на штандот, значи е различен. Правиме и накид, правиме, значи се е наменски, така да еве шалови, капи имаме, папучи, само тоа заборавив да ги донесеме, имаме и за деца, значи и за возрастни. Сите производни се наменски, значи може да се најде некоја чисто као за декорација, некој работа и како овде вака куклички сакат да си понесат као сувенирче од Македонија. Саемот е отворен денес, а ќе трае до 15 октомври. Секој ден од 10 до 19 часот во хотел Изгрев, сите заинтересирани ќе можат да видат, да научат, да пробаат, но и да предложат нешто ново, а со корени во традицијата. Саемот е во организација на невладината Лидери на малцинствата за општеството, во соработка со невладина организација од Бугарија. Средствата за овој настан се обезбедени преку европските фондови.